Добар ден, криптоентусијасти, на пат од убавиот Сент Џулијан кон дома. Малку време, па мислам дека можеме да поразговараме за една многу битна работа. Иако веќе многу пати сме зборувале, верувам дека ова е нешто што посебно новите верувам дека им е недоволно да го слушаат колку што може повеќе нормално. Станува збор за вредноста на вашето портфолио. Значи, многу од луѓето, посебно оние кои се нови во одреден циклус, се многу обседнати со неговата доларна вредност. И ги разбирам нормално, со оглед на фактот дека вие внесувате пари во портфолиото во однос со тоа што купувате од коини. Нормално е дека и тоа е главниот начин на кој што го гледате, така? Значи 90% од луѓето кои што инвестираат со цел да ја зголемат својата доларна вредност на портфолиото, така? Значи чекате овие токени да пораснат со цел нели да добиете профит. Сега, интересна работа, нешто што многу малку од луѓето го прават, а верувајте ми помага многу. Кога имаме вакви нестабилни периоди, каде што едноставно гледаме дека постојано портфолиото ни се намалува, коините кои што сме ги купиле се во постојана корекција, помага многу доколку го гледате од друг аспект вашето портфолио. Се разбираме? Зошто го велам ова? Еве, чисто и за, нели, да ви стане јасно дека не сте само вие, исто и јас. Значи, и кај мене поголемиот дел од проектите кои што ми се да речем во најголема количина, еве за пример ќе го земам Матик, кој што практично се врати скоро на почетокот каде што и тргна на почетокот на оваа година, така. Значи истиот е половина од вредноста која што успеа да достигне во март. Истото се случува и со Ада, истото се случува и со ред други како што е Polkadot. Значи моментално се половина од нивната максимална вредност која што ја достигнаа во март. Да, делува психички, затоа што од март па до сега тоа се 3 месеци во кои што имаме постојана корекција на алткоините. И ве разбирам комплетно, верувајте ми, не сум јас ништо помалку човек од вас, но една битна работа која што треба да забележиме во оваа ситуација е баш тоа, како гледате на сопственото портфолио. Односно, доколку гледате на портфолиото во доларна вредност, нормално дека ќе ве утепа депресија, да бидеме јасни, така. Но обратно од сето тоа, доколку гледате во портфолиото во однос на колку се големи вашите торби со коини, така, значи така и нарекуваат на англиски, малку ми е глупаво на македонски, но ајде еве, ќе кажеме торби, така. Значи во оваа ситуација вие се фокусирате на тоа колку сакате да поседувате од одреден проект, така. И во оваа ситуација повторно се враќаме на фактот кој што сите го гледаме, а тоа е дип, така. Нормално дека не може да купите секој дип, нормално дека не може да купите секој проект. Во оваа ситуација, значи, веќе доаѓаме до оној момент каде што вие треба да се фокусирате на тоа кои се проектите кои што ви се приоритет, кои проекти според вас се оние кои што се најпотенцијални. Нормално овие проекти не мора да кореспондираат со оние кои што јас ги имам. Значи секој од вас треба да направи сопствено истражување и да се фокусира на тие проекти кои што според него нормално имаат најголем потенцијал. Така да, кога го гледате вашето портфолио, гледајте дали имате доволно токени и процентуална застапеност на оние проекти кои што вас ви се најмили. Се разбираме? Значи, верувајте ми, многу повеќе помаѓа во инвестирање, кога вие на вистина гледате позитива во овој проект. Се разбираме? Без разлика кој проект. Значи, ви се допаѓа заедницата, ви се допаѓа она што се обидува проектот да го постигне, ви се допаѓа генерално како тоа го прави, нели, преку, да речам, DAO или фондација, нели, секој проект е различен. Идејата е, гледајте оние проекти кои што сте ги избрале на вистина да ви се допаѓаат генерално. Се разбираме? Од сите овие аспекти, а дополнително нормално и во однос на онаа количина на токени која што вие практично ја имате во сопственото портфолио. Зошто велам количина на токени? Секој од нас со прилика, барем нели зборам оние поискусните, веќе треба да има мети кои се очекува од овие коини да ги достигнат во следниот bull market. Според тоа имате некоја основна математика за тоа што очекувате од овие коини и колку очекувате да биде нивната вредност кога потенцијално ви ги продале во следниот bull market, така. Затоа уште ќе напоменам. Значи, затоа е многу битно да знаете колку голема количина на токени за вас е доволна во овој следен bull market од секој проектите кои што ги поседувате, така. Кога веќе го правите тоа, значи заборавајте на моменталната цена. Моменталната цена, само момент, имаме си работа луѓето. Значи уште еднаш, заборавајте на моменталната цена. Моменталната цена и затоа и така се нарекува моментално, се разбираме. Од друга страна, сите оние кои што не само што го гледаат во долари своето портфолио,
кога веќе го гледаат во долари, нека го погледнат што се случувало година дена назад со сите овие алткоини кои што ги поседуваат. Се разбираме? Значи тоа е една многу битна работа. Многу од луѓето забораваат колку сме поминале до сега и кое е нивото на кое што сме ги купувале овие коини. Се разбираме? Затоа што имаме стагнација на цената. Нормално, без разлика колку сте постигнале во претходните 6 месеци, ако во следните 3 месеци цената стагнира, почнувате да се чувствувате како можеби дека не сте во правилниот проект. Се разбираме? Ако е така, еве го земам повторно Матик за пример. Значи Матик моментално стагнира многу време. Така, зборуваме барем една година, истиот е во стагнација, па дури и би рекол пат со повремени скокови. Така. Зошто е ова битно? Затоа што и понатаму основните вредности на Матик не се промениле. Така. Значи сето она што го очекуваме во однос на Polygon 2.0, во однос на Pol токенот, во однос на сето она што има Матик да го покаже и да го спроведе, не се променило, се разбираме. Се уште еден од Layer 2 најголемите на Ethereum. Така да сакам да кажам дека овие проекти ќе си дојдат на време и ќе си добијат она што им следува во следниот bull market. Се што треба ние да запазиме е дека основните вредности на токенот и начинот на кој што функционира, тимот, сето она што го прави не се променило, се разбираме. Значи немаме некои драстични промени кои што би направиле да престанеме да веруваме во овој проект. Така. Не е само Матик, истото важи за сите проекти. Така да уште еднаш ќе напоменам. Значи, се додека овие коини и токени кои што вие сте ги обрале за вашето портфолио и понатаму ги имаат истите вредности, се развиваат, бараат партнерства, гледате дека се активни постојано, отварате GitHub, гледате дека имаат еден куп скрипти. Значи, сето тоа ви покажува дека овие проекти се комплетно валидни, се разбираме. Тоа што овие проекти немале памп, а други имале, тоа не го менува фактот дека секој од овие проекти ќе добие собствен памп, секој од овие проекти ќе добие свој bull market. Но уште еднаш не заборавајте да се вратиме на главната причина, така. Значи, досега од претходните 3 циклуси кога сме имале претходен халвинг, значи ние се наоѓаме во ситуација каде што во секој од овие циклуси имало различен, да речам, ефект врз цената на биткоин, а со тоа и цената на алткоините. Значи, првиот bull market каде што ние практично сме имале корекција уште пред да дојде халвингот и цената продолжи да се движи нагоре. Вториот bull market каде што сме имале 2 месеци корекција откако дошол халвингот, па потоа цената градуелно почна да се движи нагоре, и третиот каде што сме имале 1 месец за време на самиот халвинг и потоа цената почна да се движи нагоре. Не го менува фактот дека во оваа ситуација ние можеби ќе видиме некоја сосема нова ситуација досега не видена. Можеби ќе имаме 3 месеци корекција, можеби ќе имаме 6 месеци корекција. Посебно затоа што и самиот циклус започна многу невообичаено. Така, значи не заборавајте дека на овој циклус ние имавме all time high уште пред да дојдеме до практично самиот халвинг. Така да, затоа и велам дека не можеме да знаеме со сигурност што очекуваме и нормално дека мора да се фокусираме на она што е главно. А тоа е дека порано или подоцна невозможно е да не се движиме во правецот кој што го очекуваме после самиот халвинг, посебно затоа што многу пати досега сме зборувале, значи ова е 2 халвинга во еден. Веќе кажавме многу пати за ова, значи едниот стандардниот халвинг со кој што се намалува количината на биткоин на пазарот која што се копа секој ден од 900 на 450 коини, а вториот ни представува самиот факт дека имаме институционална адаптација каде што имаме огромна количина на институции кои што моментално буквално се тепаат за биткоин. Значи погледнете и сами секој ден спот ETF на биткоин расте, можеби не секогаш со исто темпо, некогаш екстремно високо, некогаш не толку, но во секој случај постојано имаме раст на биткоин спот ETF во нивната количина. Така да секогаш имате го тоа превид и понатаму ништо од самиот циклус не е променето, продолжуваме со исто темпо, продолжуваме во ист правец, се што треба да направиме во овој момент е да чекаме. Се разбираме? Значи, оние тешки времиња кога требаше да алоцираме во правилен момент поминаа. Оние тешки времиња кога требаше да мислиме кој е правилниот проект, дали сме го купиле на најниска можна вредност, поминаа. Значи, се што беше потенцијално проблем е буквално позади нас. Се што останува моментално, верували или не, е само да се стрпиме и да почекаме конечно да почне овој така решено потенцијално најголем bull market досега. Сега, пак ќе напоменам. Значи нема да очекувате дека тоа ќе биде во стекот на следниот ден, така? Затоа и гледате колку многу избегнувам да давам проекции од типот сега се движиме нагоре и нема веќе враќање, така? Затоа што гледате како пазарот секогаш наоѓа начин да ви изненади.
Дали тоа ќе биде Федералната резерва и нејзиниот состанок, дали тоа ќе биде некоја нова војна или криза или што и да е. Значи, многу едноставно е буквално на овие денешни пазари, затоа што се глобални, затоа што информациите се шират многу брзо, многу едноставно е да добиеме паника на пазарот поради X причини. Така да уште ќе напоменам, значи имајте го предвид. Се движиме во правилен правец, ништо од она што го очекувавме не се променило, значи понатаму остануваат истите правила, понатаму остануваат истите очекувања. Се што треба моментално е, уште ќе напоменам, значи и понатаму што барем според мене, јас не можам да ви кажам што да правите, ова е моje мислење, ова е што јас правам на пазарот, и понатаму продолжувам со алокација, понатаму продолжувам со инвестирање во проекти кои што јас очекувам дека ќе бидат солидни и нормално кои што имаат соодветна, да речем, позадина од истражувањата кои што сум ги направил, од нивната технологија, тим и така натаму. Со тоа што само за крај би сакал уште нешто на кратко да спомнам околу Real World Asset токенизација. Значи, тоа е уште една категорија која што мораме да додадеме. Верували или не, значи од почетокот на оваа година, од како истата беше спомната, има енормен напредок. Значи, доаѓаме во ситуација каде што оваа категорија буквално се искачи повисоко од децентрализирани финансии DeFi во однос на маркет капот кој што го поседува за само неколку месеци. Тоа и покажува колку голем интерес има кај институциите за токенизирање на се. Значи, зборувам на се. Без разлика дали станува збор за ресурси, дали станува збор за акции, обврзници и така натаму, гледаме енормен интерес, а сето ова е само почеток. Значи, ние кога станува збор за токенизација, имате енормен капитал кој што чека да биде токенизиран. И да не забораваме, сето ова потекнува буквално од почетокот кога, значи, самиот BlackRock инсистираше дека ова што го прави со биткоин е само почеток, и верувам дека тоа е и големата причина поради која што има толку голем притисок од страна на BlackRock за да се одобри Ethereum спот ETF, затоа што нивната главна платформа за токенизација е токум на Ethereum. Значи се нарекува Buidel, веќе сме разговарале многу пати, и за само 3 месеци буквално го превзема целиот пазар, значи моментално е скоро дупло од сите останати инвестиции во овој сектор. Значи, уште ќе напоменам, Real World Asset токенизација мора да биде додадена на нашата, знаете сами, на портфолиото имаме различни категории. Овдека ќе биде додадена Real World Asset токенизација како посебно видео, како што тоа го направивме за децентрализирани физичка инфраструктура и Artificial Intelligence, значи направивме категорија, сега ќе имаме категорија на Real World Asset. Сега, зошто е тоа така? Затоа што уште ќе напоменам, значи следен коин кој што ќе биде додаден во нашето портфолио е Ondo Finance. Значи што поскоро ќе гледам да го додадам и ќе гледам да изградам позиција малку поголема, затоа што Ondo Finance веќе објасниме во видеото кое што го направивме пред само 2 дена, погледнете го. Станува збор за солиден проект кој што веќе има масивно влијание во Real World Asset токенизација категоријата и гледаме дека веќе, значи, се наоѓа на апсолутно второ место кога би ги здружиле двата проекти на USDY и на обврзниците кои што ги трансформираат во OUSG или така нешто. Така да овој проект на вистина има голем потенцијал, а самиот токен Ondo е наменет со цел да се контролира и да се гласа во овој проект, така да верувам дека Ondo токенот самиот по себе со раст на инвестициите во овој проект, каде што можете да купите токенизирани обврзници на Мурика, значи индиректно било каде може да го направите тоа, ја качува цената на самиот Ondo токен. Така да, тоа е во однос на Real World Asset токенизација. Наскоро дефинитивно ќе обработиме видео како категорија, што истата да представува. Ќе ја додадеме на нашето портфолио и нормално, како што веќе кажав, прв па би рекол единствен проект кој што навистина има некаков utility сега засега, кој што има некаков потенцијал во оваа категорија и понатаму останува Ondo Finance и затоа веднаш ќе го додадеме на нашето портфолио, се додека не сме влегле во следниот дел од bull маркетот. Така да горе-доле тоа е се што имав да кажам. Денеска во попланените часови продолжуваме со Altcoin недела, каде што ќе го погледнете видеото кое што беше направено е искрено не се сеќавам премногу проекти. Да, ова беше CKB Nervous Network, значи доста сличен проект на биткоин, интересно нешто. Уште еднаш направено за Горан од Англија, како еден од најголемите поддржувачи на каналот.
Се надевам ќе уживате. А од утре продолжуваме со аудио токенот. Тоа верувам дека ќе биде обработено во текот на денешниот ден. Ќе може да го погледнете во текот на утрешниот ден. За жал нема да имаме неделно видео, ќе морам веднаш да ви кажам. Во текот на утрешниот ден треба да ми направите мал хируршки зафат, така да голема веројатност е дека нема да бидам во состојба да можам да направам специјално видео во недела. Ова е прв пат во не знам колку недели наназад, ова е прв пат од кога помнам на самиот канал да немаме неделно специјално видео, но ќе гледам ако ништо друго да биде барем еден токен обработен за недела да имате видео. За жал, тоа е ситуацијата. Нема бегање кога треба да се завршат овие работи. Се надевам дека и понатаму ќе продолжите да следите нашиот канал, гледате дека напорно работиме на ваша едукација. Се што барем од вас е да ни помогнете оваа материја да распределиме на што повеќе македонци. Така да ви благодарам. Се надевам уживате во оваа прошетка, значи ова е моето мало, верували или не. Не е лошо, морам да кажам и јас. Така да се гледаме во следното видео. Уживате во попланените часови со нашата програма и поздрав од Криптогимиџија и од топлата Малта.